Испраќали власта заканувачки пораки уште пред почетокот на изборната кампања. Истрагата на полицијата треба да покаже дали инцидентот со експлозијата во објектот во сопственост на семејството на потпредседателот на ВМРО ДПМН Мисајловски има политичка позадина. Околу 3 часот и 40 минути из утрината од објектот на главната улица во Ѓорче Петров се слушнала детонација и почнал да излегува чад. Влезната врата била целосно извадена од лежиштето и била причината материјална штета. Мисајловски на Фејсбук потсети и на инцидентот од 2017 кога беше опожарен и неговиот дом. Вели заканите нема да го исплашат, без оглед на тоа каква е нарачката. Според него пораката пред стартот на кампањата сама се испишува, но таа нема да го поколеба. Мицкоски прстот го впери кон СДСМ. Потегот на социјалдемократите го смета за показател за немоќ и страф од изборен пораз. Ги повикувам да не конструираат вакви сценарија, бидејќи и после 15 јули треба да има живот во нашата држава. Ова не е добро, затоа што во физиката има еден закон, Њутнов закон, кој што вели секоја акција има и своја реакција. Не им се плашиме, напротив, ова повеќе не мотивира. Сега за сега ќе бидеме трпеливи и ќе чекаме институциите да го расветлат настанот, но ако институциите не го расветлат настанот, јас им ветувам дека после 15 јули ќе ги стигне правдата. Власта го осуди инцидентот и го повика Чулев да ги открие сторителите. Најповикан во овој случај е Наке Чулев, министерот за внатрешни работи, кој што имаме можност сите ние како граѓани да видиме зашто на вистина и како го злоупотребува Министерството за внатрешни работи, и го повикувам Мицкоски да каже секако од каде му е таквата информација, дополнително, затоа што сме сигурни во тоа што го кажуваме. Од МВР информираат дека нема повредени и дека се работи на расчистување на случајот.